До сега ја решавме ова задача да се најде волуменот опфатен под површината f от x y еднакво на x плюс y на регионот R, и ова ни беше R, геометриски и со дадените променливи x и y. Сега ќе ја решиме задачата што беше дадено во книгата. Односно, да ја решиме задачата со двоен интеграл со смена на променливи и дадена ни е смената x еднакво на 2u плюс 3v, y еднакво на 2u минус 3v преку Јакобијанот. И сега да кажам дека ова не е најубавата смена, не е лоша смена, ќе ја прави главната целта. Главната цел е да се исправи овај регион, за да нема толку многу пресметување преку правите и две области и така натаму. Ама дека ова е најубавата смена, не е. Ама така ни е дајана задачата, така ќе ја решиме. Океј. За да ја решиме задача ваква, каде што сме дадени волумен, двоен интеграл R, функција и dx dy, и да вршиме смена на променлива, трите работи треба да ги средиме. R, функцијата и dx dy. Значи треба да најдеме R, f от xy и dx dy. Чим е дајано смената со x и со y, се разбира дека ова е наједноставниот чекор да го сменеме. f от xy е еднакво на x плюс y, сега е еднакво на 2u плюс 3v плюс 2u минус 3v. Овие се кратат и имаме 4u. И тоа ни е функција од u и v. Значи, овај дел ја завршивме. И второто, dx dy е еднакво, сега ни треба апсолутна вредност, тоа да знаете, апсолутна вредност, и то од детерминантот на Јакобијаната матрица, односно Јакобијанот, така тоа е детерминантот знак, делта x y врз делта uv по du dv. И за да памтите во кој ред оди ова, гледате дека uv како да се крати со uv останава xy. Значи, во тој ред како што, ако ги размислите како дробки, ќе се кратеа. Сега што имаме апсолутна вредност од и сега делта у делта и имаме детерминант знакот и како се почнува ова, секогаш се почнува со првите. Значи имаме делта x, делта u, како ред делта x, делта v, долу имаме делта y, делта u, делта y, делта v. И вака, du dv, du dv, апсолутно. Еднакво. Апсолутна вредност. Сега, детерминантот. 2 е парцијално на x во однос на u, парцијално на x во однос на v е 3, ова е 2, ова е минус 3, du dv еднакво на апсолутна вредност, колко е ова, минус 6 минус 6, минус 12, du dv еднакво на 12 du dv. Тоа значи дека кога ќе го исправам ова со ова смена, ова е 12 пати поголемо од што ќе биде новиот регион. Тоа ќе го видиме во наредниот, ама првен треба да ги трансформираме овие точки. А проблемот со трансформирање на овие точки е дека ова е xy, така да треба да најдеме начин како да заменаме овие точки внатре
Значи, инверзната смена треба да ја најдеме. Затоа ги правивме првите овие, оти директно од смената можеме да ги направиме. Кои ни се резултати од тука? Ова и дека dx dy е толку. Наредна страна. Сега ја имаме функцијата, ја имаме dx dy, уште регионот. Доста е важно дека ова смена е линеарна смена. Значи, ова е линеарна смена. Што значи за тоа? Од една страна значи дека нема на квадрат или некоја функција, а линеарна смена значи прави одат во прави. Значи, само треба да најдеме каде одат четирите точки за да го одредиме новиот регион. Значи, од линеарна смена R', новиот R, се одредава преку точките. Сега, што е мал проблем е дека ова е x еднакво на 0, y еднакво на 0. И сега немаме смени за x и y. Значи, обратните смени треба да ги најдеме, колку е u во однос на x и y и v во однос на x и y. Се гледа, ако ги собираме, можеме да средаме u. Значи, имаме x еднакво на 2u плюс 3v, y еднакво на 2u минус 3v, ќе ги собираме овие двата и ќе добиеме x плюс y е еднакво на 4u. Значи, u е еднакво на 1/4 од x плюс y. Сега, ќе ги вадиме равенките и тогаш u ќе го снема, значи x еднакво на 2u плюс 3v, y еднакво на 2u минус 3v. Сега ќе ги вадиме равенките, ќе имаме x минус y тука, 2u се крати, 3v плюс 3v, 6v, и добивме v е еднакво на 1/6 од x минус y. Сега можеме точките директно да ги клаиме. И сега да видиме каде оде точките. Аве, 0, 0, каде оди? 0, 0, оди во 0 плюс 0 е 0, 0/4, значи u е 0, и ова е 0 минус 0, и тоа е 0. Значи 0, 0 ќе оди во 0, 0, 0, 0, xy ќе оди во 0, 0 и uv. Наредна. 5 половини. 5 половини, 5 половини, оди во која точка? 5 половина плюс 5 половини се 10 половини, 10 осумини, значи 5/4 0. Од тука излегува тој негативниот јакобијан, оваа точка тука слегува на x оската, тоа 5/4. Така, наредна точка. 5, 0. 5, 0 каде заменува? 5 плюс 0 е 5, 5/4. 5 минус 0 е 5, 5/6. Значи, ова точка сега влегува во просторот, во првиот квадрант. И последната точка, 5 половина минус 5 половина, каде влегува? Ова станува 0, овие се собира 10 половини, 10 12-тинки, значи 5/6, значи ова точка се качува дури на y-оската. И гледате дека се завртува цела плоштина тука, па затоа беше негативна јакобијаното, ти се завртува. Ама нас бидејќи бараме волумен, ни требаше апсолутната вредност. Сега да го видиме како изгледа новиот регион. Како што рековме, сите нови точки од UV се во првиот квадрант, значи ова е малку поголем од 1, ова е малку помал од 1. Ќе цртаме само прв квадрант и приближно 1, 1. Значи ова 1, 1 и ќе видиме опрека како треба. Значи
0,0. Ојде во 0,0. Тоа е новата точка. После зелената точка ни ојде во 5/4, тоа е малку повеќе од 1. 5/4, ова точка. После 5,0 оди во 5/4, 5/6. 5/6 е малку помалку, значи тука. И последната точка ни ојде во 0,5/6. И што добиваме? Новиот регион ни е ова тука. Значи, ова ни е R'. Гледате дека помало е. Помало е за 12. Скалата помегу ова и ова е 12. Ова е 12 пати помало од ова. Оти ова е 5/6 тука, а ова е 5/4 тука. Значи, ова е отприлика 1, а ова беше, значи, отприлика 12 големина. Како изгледа новото, тоа што ќе правиме, не мораме да го гледаме, ама малку да го видевме. Значи, ова е од 0 до 5/4 на x, од 0 до 5/6 на y, и ова е 4u, вака, новата функција. И го бараме волуменот на ова, а мораме да го множиме со тој 12, бидејќи тој фактор ни фали. Значи, сега конечното да го правиме. Да ги означиме оските, ова е u оската, ова е v оската. Значи, што имаме? V е еднакво на ова, наместо r имаме сега r прим, наместо f од x, y имаме f од uv, и наместо dx, dy имаме, тука каде треба да пишеме 12 du dv. Значи, ова е Јакобјанот. Еднакво. Почнуваме како обично со хоризонталната оска, значи du. Du оди од 0 до 5/4. После, ова е каде што полесно станава, dv оди од 0 до 5/6. Имаме 4u за функција и уште едно 12 од Јакобјанот. И сега ова е многу поедноставен интеграл од минатиот пат. Колку имаме? 48 напред, од 0 до 5/4. Интегралот од u во однос на v е u по v од 0 до 5/6 du. Значи имаме 48 од 0 до 5/4. U по v, ова е за v, значи 5/6, значи 5/6 по u du. 6 оди во то, 8 по 5, 40, 40 u на квадрат врз 2 од 0 до 5/4. Имаме 20, 40 врз 2, 5/4 на квадрат. 4, 1 оди во то, 125 врз 4. Истиот одговор добивме 3 пати. Ова беше задачата што беше дајано како за решавање за на испит. 125 врз 4.